Почитуван градоначелник на општина Ново село, почитувана амбасадорке на Швајцарија, почитуван Григоријан, постојан представник на UNDP, почитувани жители на Ново село, драги пријатели. Имам особена чест денес да бидам во општина Ново село и да присуствувам на еден од форумите во заедниците, како втора фаза на проектот за екнување на општинските совети, финансиран од швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа, а кофинансиран и имплементиран од Програмата за развој на Обединети нации UNDP. Имајќи за цел заекнување на капацитетите на општинските советници и унапредување на учеството на граѓаните во процесите на донесување одлуки на локално ниво, проектот е добре дојден за локалните самоуправи, но пред се за граѓаните кои живеат во нив. Затоа сум убеден во неговата успешна имплементација во предвидените 10 општини. Изразувајќи ја мојата поддршка на овој проект, дозволете да споделам со вас дел од моите ставови и размислувања. Учеството на граѓаните во процесот на одлучување во нивните општини е клучно за развојот на демократијата на локално ниво и представува најдобар начин за канализирање на потребите и желбите на граѓаните. Или како што се вели, ништо за граѓаните без граѓаните. Многу често реториката на нас, политичарите, дека сме постојано меѓу вас и сакаме да го слушнеме вашиот глас. За жал, знаете дека во секојдневниот живот тоа не е секогаш така и затоа е важно да се воспоставуваат механизми за партиципативност на граѓаните. Не помалку важно е и вклучувањето на советниците во различни проекти, тренинзи, форуми и други соодветни активности за директен контакт со локалните жители. Почитувани, во политиката нема реален напредок без локален напредок. Без учество на граѓаните најпрво во своите заедници, а понатаму и во пошироките општествени процеси, не можеме да зборуваме за демократија и развиена граѓанска држава. Ако процесите не почнуваат од долу кон горе, од основата кон врвот, тогаш е јасно дека политичарите не можат да направат никаква промена затоа што ќе ја немаат поддршката од вас, граѓаните. Ова често се заборава од еден до друг изборен циклус за со приближување на изборите да се актуализира, а фокусот треба постојано да е свртен кон граѓаните. Крајно време е, после 3 децении градење на демократско општество, освен на зборови и практично, многу почесто да го слушаме гласот на луѓето. Природно е процесите да започнуваат на локално ниво, затоа што граѓаните најдобро знаат што им е потребно. Се разбира, целиот процес мора да биде поддржан со вклучување и на граѓанскиот сектор, меѓународните организации и експерти и користење на нивните акумулирани знаења и искуства. И во оваа прилика морам да истакнам дека клучно е учеството на младите луѓе. Во сиот мој досегашен мандат, преку различни иницијативи, проекти, програми, учество и поддршка на семинари, конференции, младински настани, се обидувам да придонесам токму во таа насока. Да ги охрабрам и поддржам младите за нивната енергија, идеи, желби и потреби да излезат на површина. Не смееме да дозволиме да ги обземе апатија, затоа што тие се клучната сила и потенцијал кој носи промени. Токму преку учество во овие процеси, вклучително и во локалната заедница, ќе добиеме човечки капитал кој побрзо ќе го придвижи напред македонското општество. На крајот дозволете да им честитам на организаторите и учесниците на форумот. Очекувам интересна и продуктивна дискусија, како денес, така и во настаните кои престојат во блиска иднина. И благодарам за вниманието.